Добре дојдовте во Надкаст, јас сум Љупчо Светановски. Имам чест денеска мој гостин да биде новинарот Христо Ивановски. Добре дојде. Добре ве најдов и мене ми е чест. Христо, во Македонија обременета од некакви си имагинарни мигранти со кои што се занимаваме веќе 2-3 недели. Ти во последната колумна пишуваше за реални работи, за она што се случува во светот, во Европа, но и нели пошироко Америка. Зборуваме за националната стратегија. Твојата последна колумна беше проклетството на Трамп и како македонците да ја преживеат европската апокалипса. Многу работи се наведени во таа национална стратегија на САД, кои што зборуваат лошо за Европа и за еднината на Европската унија. Па мислам дека отворениот покер Америка го почна уште пред Трамп официјално да даде заклетва како нели повторен председател на Соединетите Американски држави, ќе ја викаме Америка. И јасно стави до знаење дека тој има незавршена работа од првиот мандат. Значи има еден процес, се прекина со Бајден, кај отиде Америка, отиде, таму одеше и Европа. И они рекоа веќе доста е, значи сега ќе се менува Америка, ќе се менува светот. Америка може да го менува светот, барем таму каде што е влијателна глобално се уште. Стратегијата е работена студиозно и таа има идеолошка платформа, значи е и доктрина. Они сакаат да кажат пријатно на овој неолиберален, ја го нареков перверзен свет, затоа што уништи една од најголемите човечки идеи, освен хуманизмот, тоа е глобализмот. Значи, како светски процес кој се развива уште од времето на антиката. Имаме глобалистичка политика на античките македонци, кои нели успеваат да го имплементираат во рамки на својата империја, тогаш е тоа целиот познат свет, еднобоштвото како една цивилизацијска, би рекол, еден цивилизацијски скок во новото. Так, и многу други монотеизмот, да. работи. Америка копира доста од тој систем, јас го напишав тоа во колумната, секако не можеш во колумната се да објасниш што значи, меѓутоа македонскиот империализам е во многу нешта сличен на овој американски нов империализам. Враќање на, да речеме, доктрината на Монро, Америка да биде пред се, да биде прва, тоа го имаме и кај други председатели, да речеме, беше изразено кај Реган, но сега е многу поизразено. И, тој суверенизам јас го ставам како една окосница или американската фаланга. Секоја држава мора да има некоја екстра сила која ќе биде непобедлива. Дали тоа ќе биде идеолошки, дали ќе биде воено, не е битно, меѓутоа тоа е силата на американците. Они се свесни дека можат да победуваат уште. Има други крупни играчи, меѓутоа во таа стратегија Европската унија, не Европа, Европската унија, значи правиме разлика. Тоа се 27 наспроти 50. Значи 23 не се Европска унија. Ние сме од тие другата 23, страна, да. Од другата страна. Што не значи дека сега ќе го гледаме сеирот. Ние сме сите во овој континент кој има сериозни проблеми и кој J.D. Венс ги кажа лани пред речиси една година на Минхенската безбедност. Да, тоа беше тешка шваканица. И кажа на европејците, вие сте извор на проблеми. Значи, вие сте изворот на не е Русија. Сега како тоа настана одеднаш? Затоа што има структури и во Америка, гледаме дека ги има Европа кои биле замолчувани, значи демократска Европа, за која велиме нели дека е демократија, замолчувала и политички структури, и политички лидери да не зборуваат нешто што не е во матрицата. Тоа секако не е демократија. Не, обратно. Така. Че сме имале еден терор. Сега некој од преку континентот, значи преку океанот ви вика, а се вика Доналд Трамп и неговата администрација, имате проблем. Вие сте проблем, ни правите проблем на овие процеси. Како они ќе го решат? Почнуваат да го решат. Веќе е направен еден од првите бастиони во Европа, тоа е Средна Европа, која не размислува исто со остатокот.
Ако денеска гледаме, ќе видиме дека во Европа имаме 3 различни состаноци. Имаме еден состанок во Берлин, еден состанок во Хелсинки, еден состанок во Брисел. Се зборува за средствата замрзнати на Русија, се зборува за источното крило, значи Eastern Flank, тоа е Втора светска војна. Источното крило секогаш најмногу страдало. Се зборува за нови мигранти, значи нова мигрантска политика и така натаму, се нешто што е многу како да кажам, различно, тоа се различни сфери. Како да ги споиме се ние овие работи? Европа е збунувачка. Не можеме сето ова да го фатиме на радарите и на вистина да видиме каде ве одиме, што правиме како континент. За разлика од Америка, тотално не унисона. Сега, ние мора да знаеме дека тоа евроатлантско партнерство или тој евроатлантски мост се уште постои, дека нештата се уште поврзани, меѓутоа не е како што било. Да не забораеме дека уште времето на Кенеди се поставува прашањето што правиме со Европа. Дали ќе и помагаме на Европа, дали да пуштиме Европа да се развива, затоа што Америка сака да биде хегемонот. И тоа е природно. Ние можеме да збориме како сакаме, но тоа се природни импулси, инстинкти и така натаму. Тоа и политиката е адреналин. Так. Вие сакате да доминирате, да бидеш алфа. Да бидеш алфа. Сега имаме алфи многу. Така. И еве он ги бира, да речеме, Трамп ги бира. Јас сакам со него вика да разговарам, тој е алфа, не на некој начин. Да, пораките со средбите се, да. Сега, едно е стварно да кажеш тоа во колумна сублимирано, друго е сега ние да го дискутираме што ќе излезе од ова. Јас мислам дека индикатор е тоа што Америка и Европската унија немаат договор за слободна трговија. Они не можат да го постигнат. Европа нема договор за слободна трговија ниту со Австралија. Неколку пати се обидуваа тоа да го направат. Еве, нафта договорот, North Atlantic Free Trade Agreement, значи на Северна Америка, и тој е многу видоизменет како да не постои. И тука Канада почна да се буди, нели, прва и така натаму. Значи, тоа се работи, индикатори кои ние треба да ги гледаме и да разбереме што е денес Европа. Значи, ако некогаш таа била направена како мировен проект, а така е правена, со помош на Јалта, надворешни сили, еден куп договори и НАТО како гарант на светскиот мир, па и на Европа. Имате, да речеме, само во Германија постојат тие 3 сектори на контрола и на влијание, нели? Британскиот, францускиот и американскиот. Тие се таму. Сега што Германија е пуштена воено да ги средува дупките безбедносни во Европа е сосема нова ситуација. И тоа па са ни отвара прашање и на некој начин дилеми дали Лисабонскиот договор ќе оди на реконструкција, значи договорот за Европа. Многу работи брзо се менуваат. Очигледно е дека Јалта е отидена, значи тој систем поствоен полека исчезнува, ќе се прави нов. Американците ќе даваат шанса, но нема да даваат пари. Ќе им фалат пари. И нема да даваат оружје, односно заштита, што е во последната најава, така. Па, баш сега следев и таа стратегија за која стојат и многу либертаријанци во Америка. Очигледно им се допаѓа нешто во таа стратегија, а не е комплицирано да се разбере. Они велат какви безбедносни гаранции ние сега ќе им даваме на Украина. Не можеме да им даеме. Опасна работа е таа. Затоа што оди и над членот 5 од Вашингтонската поволба, тоа е договорот, нели, за НАТО, кој вели, просто кажано, ако еден е нападнат и се сите, не, четворицата мускетари. Меѓутоа вие бараат многу повеќе од тоа. Бараат постојано присуство, воено некое присуство, чизма, значи да влезе американска и европска бафер зони и така натаму, и плюс да имаат една огромна армија која
за европски сегашни услови е преобемна, огромна. Има многу совети од повеќе, значи тамо политички кампуси, не се само републиканците и демократите, кои велат не, Америка не смее да влезе во таков ризик и да дава нешто што е опасно. Значи оди надвор од она што постои и од причини што утре не се знае НАТО како ќе се развива. Така што околу таа стратегија и доктрина за Америка, тоа би кажал, сега што би рекла фон дер Лајен, нели, топката е у нашиот двор, еве им се топка у нивниот двор, па нека играат. А очигледно дека повеќето европски лидери се со лева нога. Так, знаеш, за жал на Европа. Што значи лева нога? Так. Значи не го бива за да мава топка. Так. И тоа го гледаме. Дали се сложуваш со констатацијата на Илон Маск дека ЕУ е пропаднат проект? Во стратегијата се предвидуваше, чинам, 20 години им дадоа рок некој за да се распадне целосно работата. Види, во еден брак они мислат дека се супер ни оди, ама комшија викат, леле, бо ми нонстоп се караат, бе, овие готови се, ќе се разведат, па ова има швалерка, ова има швалерка. Мислам, просто кажано, од страна ги гледаат работиве поинаку. Сите ја гледаат Европа поинаку, отколку што Европа сама себе се гледа. А гледано од страна секогаш е по... И им кажа Добро. дека не можете вака да функционирате. Тоа го има кажано уште Бил Клинтон, им рекоа, бе, не можеме со вас да имаме трговски односи како што барате. Имате многу права. И тоа за Европа е модел. Европа не може да се откаже туку така од својот модел. Има социјален модел, има, не знам, мигратски модел, социјална држава, сака да финансира такви пакети, проекти. Тоа го немаш во Америка. Ето, совсема друг систем. Не сте ни играчи во ова. Дај, тоа синдикатите, средете ги. Не ги средија синдикатите, тоа е, нели, европска традиција и сега Европа мора да бара излез, а доцни. Доцни сигурно 30 години. Марио Драги. Марио Драги, се тоа сеќаваш? е документ кој произлезе од претходни документи. Да. Таму е работено на тоа каде ќе оди Европската унија повеќе пати. Јас го знам. Но за жал се сведува на ова што е во стратегијата дека е реалност, да. Се следува на стратегија стаена на хартија, никогаш не спроведена. Так. Ај ќе видиме. Затоа што се уште има пари. Во Европска унија се уште има пари. Така, но до Значи, кога е прашањето? Ама еве почнува да чкрипи сега. Почнува да чкрипи сериозно. Сабајлево отворив да видам бизнис вести и вели двата гиганта на германската индустрија во Штутгарт и во Минхен се соочува со сериозна финансиска криза. Тоа е Германија, нели? Тоа е поимот за луксузен, квалитетен, топ автомобил, кој сега веќе се помалку и помалку е конкурентен на пазарот. Баш кај ги губат од пазарите. Не ги сакаме вашите коли, јадне поевтини. Како ќе му продавам сега на русинот супер Мерцедес, нели, и Порше, кој нели, им беше пазарот таму, кога... 4 пати поскапо од истото кинеско, така. Па вие сте не ставиле под санкции, не мразите, ширите русофобија уште од градинки. Децата ги учат од градинки да не ги сакаат русите. Тоа е факт. Ја тоа сум го видел и со своји очи во Австралија. Че во Австралија им пуштат од Сабајлево училишта вести, како ние што гледавме на порано во кина, нели, филмски новости. Така им пушта за да они гледаат што тоа се прави, им го перат мозокот од малинозе. Тоа е Најрадикални се сега забранија, ако не си со австралиско потекло, односно роден таму, во округот на Сиднеј, да мора да бараш дозвола за движење. Значи, се сеќаваш и во короната, Австралија беше најрадикална во однос на се. Многу чуден свет си бил таму. Австралија беше, скроз се затвори, некои луѓе вика и се спасивме, зашто не отишле да посетат роднини и не се вратија. Немаше летови. Так. А Мелбурн беше посебна приказна. Мелбурн беше филм да снимаш. Немаше ни излагања, ни влагање од дома. Doomsday, да. Така приказка. Апокалипса. Да. Значи, еве, таа апокалипса што ја кажав јас во мојата колумна, како некое предвидување, и проклетството
за Европа е Трамп. Значи Трамп е проклетиот. Да. А не како сам по себе Трамп, нели е проклетиот, според мене. Значи Европа не е способна и не е подготвена да го прифати Трамп. Па како се однесува во време на предизборието во Америка? Апла застана на страна на демократите, нели? Камала, така да. Камала, Ја поддржаа сите. Да. Џо Бајден и така натаму. Так. И сето тоа се одеше и сега каде? Ке се менува ли Европа од друга страна, Христо? Еве имаме во сите земји каде што се уште оние неолибералите владеат, што се вели имаат рейтинг 0,2%, што се вели колку бугари што има во Македонија, а секаде радикалите, односно суверенистите, излегуваат на површина. Дали било тоа Германија, дали било тоа Франција, сите престолнини се преплавени со суверенисти. Мислиш дека ќе успеат да ги надвадеат овие кои што се држат, не знам како се држат и самите европјани не сваќаат, но остануваат можеби последен мандат, можеби со некоја финта ќе ги забранат, ќе им измислат некој скандал за да ги снема од политичката сцена, на што го гледаме секојдневно. Па, они скандали веќе измислува, не знам што можат повеќе да измислат, затоа што нема веќе што да се измислува. Работата е дојдена до гола коска, се е видливо, значи не е дозволено веќе да се игра зад кулиси, тајни дипломати и така натаму. Отворена е шаховската табла, сите играат како што знаат и според своите интереси. Европа тргна да се милитаризира и тоа сериозно. Да, Европа треба да се грижи за својата безбедност, исто како ние што треба да се грижиме. И ние сме викале, нели, што правиме, без зошто армијата ја разоружавме. Како тоа испративме тенкови во Украина, онака да ја помогнеме, па можевме поинако да ја помогнеме на Украина, а не себе си да се обезоружаме. Значи, остануваш безбедносно слаб, стануваш мета на. Ќе речеш, ти си во НАТО, да, ама ти во Македонија имаш структури кои би сакале да направат сериозни Тоа се веќе внатрешни констелации. Да, затоа што кога имаш внатрешен конфликт и безредија, се знае кои ќеруваат, нели, одредени структури, олигарси, мафии и така натаму. Тоа сегде го има. И сега Европа, јас тоа го напишав, така сметам, така чувствувам дека има многу сличности со Европа 35-та и Европа 2025-та. Рецесијата доаѓа, меѓу другото е најавата. Да. Што Германија не се развива, значи Германија оди со раст на BDP-то со 0,085, тоа е подоле од 1%, значи она нема раст. Штом германската економија нема раст, што правиме муабет? А сите економии се во дупка. Франција, Шпанија, Италија имаат, а Италија малку е постабилизирана. Има некои политики кои и даваат ефекти. Шпанија има проблеми со пензискиот фонд, има еден куп работи што сега, например, со овој договор што го спремаат со Меркосур, со земјите од Латинска Америка, тој ќе повлече сериозни последици кај француските земјоделци. Они се научени да имаат повластен статус во рамки на Европската Унија. Меѓутоа сега им викаат, па ја мораме да се отвараме, што ќе прави Италија, Шпанија, кај ќе продаваат и така натаму. И тоа ќе бидат сериозни тестови за Франција и за Европската Унија. А во исто време треба да се двојат пари за, нели, војните буџети. Таму треба да се билда тоа. Германија веќе е пренасочена дел од нивната автомобилска машинска индустрија во наменска индустрија, значи за производство на војни потреби, и тоа е веќе сериозно развиено, а тоа го слушав во едно интервју представник на Конрад Аденауер Штифтунгот во Белград, каже во една емисија, сето тоа е веќе далеку напреднато, значи Германија е подготвена воено да станува моќна, па дури според нивната стратегија, која ќе биде инкорпорирана во рамки на Европската Унија и пошироко со државите кои се во
САФЕ, она е безбедносниот систем, Така. во кој и Македонија, ќе може да бараат и брзи регрутации. Значи, ќе има брзи регрутации, каже, имаме потреба од, да речем, 30.000 вакви сили војни, и то треба сите што се во овој безбедносен систем покрај НАТО да одговорат на тоа и брзо да одговорат. Тоа се работи кои ќе бидат, као rapid reaction forces, што ги викат, сили за брза интервенција. распоредување. Плюс ќе се прави цела комплетна нова инфраструктура, логистика, засилување на мостови, на брзи улици, брзи железници, за да може сето тоа да функционира многу побрзо, за воените потреби. Дали ние сме дел од тоа? Така, каде припаѓаме ние во оваа приказка? Гравитираме кон нешто што за промена, нели, мислам дека се вика суверенизам со последните чекори говие година и половина, го фативме ли можеби возот за промена после многу долго време, она што се случи конекцијата меѓу нашата влада и администрацијата на Трамп, но во тој дел, ајде, ама што правиме со Европа, Европската унија, овие 2 дена самити, Западен Балкан, Европска унија, каде сме ние во приказката? Ние со Европска унија можеме вака да си правиме диалог уште 100 години, и ништо тоа да не излезе, тоа е очигледно. Ништо нема да излезе од ова, ако евентуално ја пикнат Црна Гора, не знам, или Албанија да го затвора тој цел поморски коридор, значи топлото море да го имаат под своја контрола и да речат ова е сега све е наше, Европска унија, пристаништа ќе им требаат. Тоа е битна работа, Македонија нема пристаништа, Србија можда на Дунав има некој пристаниште, ама континентална земја, битна им Бугарија. Значи, кога го спомнав тој источно крило, кој сега бара големи пари, тоа се Балтикот, тоа се скандинавските земји, кои као, нели, соседи или на линија на првиот фронт со Русија, плюс Романија и Бугарија. Значи, тоа Бугарија е за нив многу значајна земја и не можат сега во моментов да им речат на Бугарија, дајте бе, заборајте со тоа уставот. Така, премногу им требаат, да. Сега, од друга страна, не викат, проширување во геополитички проекти само по секоја цена гледаат, сведоци сме, што се смислуваат за Украина. Технички преговори водат и покрај тоа што Орбан, односно Унгарија, стави вето. Нив не ги интересира се што ќе предизвикаат криза во Унгарија. Унгарија можат сериозна криза да предизвикаат. А секоја криза во тој дел може да биде домино ефект. Оти рековме таму е промена на структурите. Полека левицата, односно либералите, губат. Губат поддршка кај народот. Пред неколку дена во Вашингтон се водени преговори со администрацијата на Трамп со АФД. Они гледаат во АФД идна влада, иден канцелар. И ни тоа... Германците ги забрануваат, Трамп ги подржува. Германците ги забрануваат, меѓутоа они си ги водат тие преговори. Имаат конгреси, конференции и така натаму. Каде е нашиот суверенизам? Ние покажавме знаци, сериозни знаци на за промена, да. Фино тргна таа работа, меѓутоа јас знам дека Македонија е под сериозни притисоци овде во Европската унија, е под сериозни притисоци, иако ако слушаме сега амбасадорката Агелер, вели па имате, она го искритикува Филипче сериозно и тоа кажува дека Филипче не игра во оваа сега, нели, суверенистичка слика или политика, геополитика и неговите тези кои доаѓаат очигледно од структури од Брисел, мигранти и така например. Тоа е дискусија водена на еден многу лош начин. Иако ќе кажам после што се подготвува за мигрантите, има некои индици. Вели ВМРО има одлични контакти со Вашингтон. Тоа треба да се искористи. Тоа сега треба да се искористи. И храбро, според мене.
Може би има тајни канали, може се водат известни преговори, но според мене стратегијата на Америка е многу јасна. Таа е црно-бела. Нема шаренила, нема недвосмислености и нејасноти. Македонија исто така треба да игра црно-бело и да каже јасно. Ова сакаме, ова не сакаме. Затоа никој не може да ви забележи. Тоа е ваш став. Исто како кога гласаме во Обединетите нации. Наш став е дека ние треба да поддржиме Израел во одреден момент, така, или да гласаме за санкции против Куба. Да, ќе има влијание кај јавноста, да, но тоа е наш став. Так. Ние така сме проценили. Тоа се работи кои така функционира, така мора да бидат. Затоа што имаме председател, имаме собрание, имаме Министерство за надворешни работи и тие работи, значи тие одлуки се носат во едни длабоки консултации и треба да го гледаме нашиот интерес и интересот на нашите главни партнери. Значи кои ни се главни партнери? Ја мислам дека и на Вучич му е потешко у моментов, а потешко му е и на Орбан отколку што ние нас. Реално да збориме. Србија не зна дали ќе се грее после една недела и после 2 недели. Санкциите за нафтата. Так. Така што да заклучам, според мене Европската унија е во процес на ферментирање. Она не може да се откаже во овој момент од консензус, од гласањето со консензус, затоа што ќе се отворат многу прашања. Например, Хрватска, ние со Бугарија имаме проблем. Хрватска не верувам дека ќе рече да за Србија. Имаат многу отворени прашања. Веќе најавија за оние исчезнатите лица, веќе најавија вето во. Они имаат, не знам, 1700 или не знам 1800 исчезнати во војната, никакви. Еве гледате вие, Израел си ги бара киднапираните повеќе од 2 години. Ги бара до последен. Зошто? Тоа е човечка работа. Не? Так. Ние, секоја фамилија треба да има барем некаков споменик за тој што бил убиен некаде. Тоа сме ние луѓето, нели? Така. Не можеш да оставиш отворени работи како што оставивме ние со хашките. Души имавме, нели, 12 исчезнати во 2001. Не се расчисти тоа, луѓето немаат кај да запалат свеќа за тие нивни најмили што ги изгубиле. Тоа се нехумани работи. А имат и граничен спор таму. Така што, еве и сега ова што го пуштија со Украина, да влезе во такви технички преговори, е кршење на принципите и на договорите, внатрешни, и можната заплана, ја мислам дека ќе одат до крај. Исто и јас мислам ќе одат со руските пари, да. Пари замрзнати милиарди, им требаат милиарди, им требаат и да им кажат на русите, па не сте се моќни. Така, ама тоа самоубиство на банкарскиот сектор. Тоа ќе донесе подалби внатре, таму не се сите 27 за да им се даде сега, ајде лапајте ги парите, давајте ги, зашто да ги даваме за реконструкција, чеке таму уште не е почнато ништо. За оние околу Зеленски повторно да се офајдат. Суд за војни злосторства за Украина. Тоа се работи, не можеш така да ги правиш, ајде сега ќе тераме ние наша меѓународна политика и ова ќе го правиме. Не знам, тоа не ми изгледа мене баш. То само ми каже колку е таму веќе се чувствува тоа разединување и тоа е вриење внатре во унијата. Не е само Орбан. Така. Фицо еве гледаш, на него сега му подготвуваат некој пуч, има протести низ Фицо, па Бабиш, па. Да. Ма сето тоа Европа ќе го гледаме во Европа тоа. Така. Ќе го гледаме. Имате Англија, Обединетото кралство, сериозни проблеми. Мигранти протестираат пред хостели кај што ги примаат. Во Италија пропалестинско движење. Еве, се видовме Бондај што се случи. Имаме нешто што западниот свет не кеше да го види. Значи тоа е новата глобална интифада. Чи Хамас не вика ни треба палестинска држава. Они викаат глобална интифада, што сегде ке што има евреи ќе ги треба. Тоа значи у Македонија ке што има едва 20 останати. Тоа се работи
сериозни и сега почнува на некој начин западниот свет, Европската унија, да се, поготово Европската унија, Обединетото кралство, Франција, Германија, да се освестуваат, па кај отишле работи, они им окупира универзитети, кампусите им ги окупира. Сега чита Билд Цайтунг, чита предвадена колумна. Они века работите отишле предалеку. Па отишле, затоа што една страна само се гледала. Така. Ако се сеќаваш, пред неколку години еден француски генерал, и кој што беше на позиција, најави човекот граѓанска војна во Франција. Меѓу домородното, така наречено, и мигрантите кои што веќе стануваат мнозинство во државата. Тоа не го кажува човек некој кој што паднал од Марс на позиција. Ништо не е така розово како што го представува. Не е тоа така едноставно. Да. Јас сум бил во Рим, например, во кварт кај што залутав, шетајки по Рим, залутав, отидов во кварт кај што не требаше да отидам. Так, како во Брисел, Модебек, како се викаше. Дојдоа полицајци, кои има направен еден безбедносен практично простор меѓу луѓе што се шетаат и мигранти, значи едно 100 метри. Каде одите? Викам, одам во хотел. Хотелот ти е, вика, север, ти идеш југ. Сум утнал, фаќај такси, вика, немај пешки да идеш или качи се у метро. Се небезбедни зони. Нема да стигнеш. No-go zones, таму кај што полицијата не може да влезе. Подобро да не влезе оти, ќе биде немири, тепање, да. Тоа го имате во Европа, го имате во Шведска, го имате во Данска, го имаме во Германија, во Франција. Брисел сум го видел тоа, во Молебек, како се викаше тоа квартот. Тоа е неверојатно. И сега они тајно размислуваат како да го решат проблемот со мигрантите. Ние не знаеме колку милиони се прашања. Не знаеме. Меѓутоа, они викаат, ќе правиме безбедносни центри или хабови, како, safe hubs, значи безбедни места, од земјите низ кои мигрантите транзитирале. Низ Македонија транзитира над милион. Над милион транзитира. Значи Грција ги пушташе, па ни правеше безбедносен проблем. Они подигаа тамо, мрежи, па ги пушта на низ нелегални премени, па ние ги пречекувавме. И на крај, не е како се смили европејците, рекоа, добро ја водевте мигрантската криза. Така, 2016-та, ги спасивме нив. Така? Сега, они вика, многу имаме мигранти. Не знам тамо колку имаат во Англија, 2-3 милиона треба за година дена да се стекнат со право на работни визи. И сега, како ќе решаваме проблемот? Па ќе правиме и Белгија и Холандија, значи германско-холандски е во суштина проектот, но сите овие други се вклучени. И таа е таа приказна што се отвори вака, би рекол, политикански и заловење гласови овде во Македонија од Филипче. Прво, не се демонстрира така јавно ксенофобија. Второ, Македонија има закон за азил, подписник е на конвенции, резолуции и така натаму, че ти можеш да почитуваш меѓународно право. Сега одма скоках. Треба да видим идејата што е, кај е опасноста. Што нас може да не погоди овде сериозно. Не знаеме. Не знаеме, Европа е перфидна. Знаеме дека работат со двојни стандарди. Знаеме дека не име гајлет како ти после ќе се справи. Он ти вика, ќе дадеме по 8.000, да речеме, евра по човек месечно. И што значи тоа? Што значи тоа? Па таа Босна само не знам колку проголта, па гледај Украина колку проголта, милиарди и милиарди. Тоа не е се пари од корумпирани украинци. Повеќето се од корумпирани од овие други, што ги даваат парите. Тоа го видовме во Босна, тоа го гледаме и овде. Оти тие пари одат контролирано, не одат преку, не знам, курир да им ги носи. Така што,
Ова што они сега го замислиле е многу, може да биде многу незгодно, затоа што ти кажува, вие сте биле транзитна рута. Така, вие сте виновни. Значи, Зошто дојдоа кај нас, да. Ќе забораат дека ние таму сме ги, нели, примале, па сме ги прегледувале, па сме им помагале колку сме можеле, нели, да се справиме, тоа е сериозна криза. Гледаме што правеа у Словенија, во Унгарија, во, нели, буквално ги бркаа со стапови, па и новинарки тепа, се сеќаш новинарката која тепаше еден мигрант. Тоа е нешто па што може да предизвика сериозен бунт во Европа. На Европа и пропадна проектот Мултикулти, ама сега може да добие друг проект. Имате вие еден куп градови кои се будат со оџата, како ја што се будам со оџата од Крушопек, кои го слушам цел живот. Они не го слушале претходно, сега прв пат го слушам. Ова е ново за нив, да. Ова е ново. Судир на култури, да. И сега што правиме? Они не ги разбираат нив. Така. А гледаме дека тоа од некогаш субмисивна или тивка религија станува видлива. Он се клања на сред плоштад. Вика, видиме, тука сум. Да. Што се тие работи што Европа ги гледа сега и ќе почне како да го решиме овој проблем. Не е само мигрантски. Овде имаме интеррелигиски проблем. Так. Каде го гледаш крајот на ова? Ако воопшто Па го не знам дали некде постои крај. Да. Меѓутоа, јас ја гледам Македонија, за мене е Македонија битна, како може да обстане во ова стварно шкакливо време, исчашено, поточно кажено време, каде што многу вредности се распродадени, двојните стандарди се во игра, секој го гледа својот интерес и за нив нема да биде проблем да кажат 5000 македонци ќе одат на фронт и нека изгинат сите. Па ние гиневме еднаш на Сремски фронт безпотребно, затоа што ние имавме фронт. Имавме македонски фронт, имавме Солунски фронт. Тој фронт не беше наменет за македонците, беше наменет Сремски фронт, за да сме докажале дека ние сме нација која треба да има држава. Тоа го поминали и други нации. Ја го кажав, тоа се австралијанците. Ако сакате да бидете нација, одете на Галиполе, изгинете да. без веза. Жално е тоа. Не знам како ќе оди ова со Европска Унија, но мене се ми се чини дека Балканот ќе остане затнат како, не знам, некоја територија која нема да влезе комплетно во Европската Унија. Они ако сакаат, Турција ќе ја решија пред 40 години. Пред 40 години, кога Турција беше сосема друга држава, со, нели, други амбиции, имаше царински договор. Так. Нула економија, многу лесна за манипулирање, сега Турција не е таква. Турција под Ердоган и новиот, нели, отоманизам е сосема друга приказка. Так. Турција Но тие со тоа што не го направија, дозволија Турција да стане таква, така? Па и порасна апетит. Тоа Да. се тие природни механизми. Вие не можете нешто да го спречите само со декрет или со закон. Так. Што ако народов сега се движи во една нас, тоа е енергија. Так. Па така и ги менуваме партиите, нели? Има една енергија, доаѓаш, гласаш. Си викаш, абе, ќе оказнам овој, доста ми беше од него. Ќе видиме. Америка си го кажа своето, Русија си го кажа своето, Кина си го кажа своето. Кажа кој 5 ќе го владеат светот. Европската Унија нема таму. Така. Никаде ја нема, буквално. Да. Сега тоа треба да се прашаме, па што правиме со Советот за безбедност? Да. Таму се е Франција и Велика Британија. Не е во тие 5. Так. Тоа е Новиот свет. новиот свет. Так. Вака сега, Македонија,
кога би дозволиле, како што го барале тоа уште пред Балканските војни, како една идеја за Балканска федерација, од тип историски, тоа е тој простор македонски, Балканот, тој македонски простор, фолклор, традиција, јазик и така натаму. Без некој да ме разбере националистички или шовинистички, тоа е историски факт, тоа е една историска матрица која постоела и затоа имало тенденции. Ако се обединат овие регионални држави во еден пазар, во една, не знам, по-цврста конструкција, тоа ќе биде моćна конструкција која ќе биде конкурентна на многу други држави во Европа. Затоа што има поинакви ресурси. Не само човечки, климатски, рудни, минерални и така натаму. Европа е во однос на ресурсите е катастрофа. Тоа е катастрофа невидена, затоа ни се тепа за Украина. Ниф им треба Украина. Таму ќе црпат јагленче, ова, она. Европа ги затвори, они гледа, Европа се враќа на зелената енергија веќе ја фрлат. Нема више нуклеарна сега. Дизел ќе укинеме до 2035-та. Ќе возиме дизел. Ако треба и на дрва ќе возиме. Така, на што ти личи тоа? Да. На што ти личи тоа? Признание дека ја утна работа. Темпо викаше јешće му и личе, нели? Значи ќе јадеме и листојаме у војна, идеме и ќе се ослободиме. Тоа е атмосферата денес. Така. Не знам, уште се богати, уште некои комотно размислуваат, но секнат многу извори. Така. И минува времето, што се вели. Тоа е. Да. Ти благодарам што беше мој гост. Ти благодарам и јас тебе. Ми беше чест. И благодарам и вам што бевте со нас, да сте ни живи и здрави и чувајте се многу.